Ова видео е продолжеток од претходното за условно гранење. Во ова видео ќе ви објаснам што е тоа switch и како се користи, а исто така ќе ви објаснам и за enum, што е уствари енумериран тип на податок. Па да започнеме, прво ќе ви покажам за enumот. Еве да кажеме дека сакаме да напишеме програма која ќе ни печати кој ден е кој во неделата. У смисла, прв ден во неделата е понеделник, втор ден во неделата е вторник и така натаму. За таа цел прво ќе направиме еден enum, ќе укрстиме. Ова ми е напред да ми означува дека е enum како подсетник за полесно понатаму кога ја читаме програмата. И сега тука ќе ги наредиме сите опции. Сега, за да не ми излезе од екранот, ќе продолжам во нов ред. Овие бројчиња што ги стави ваму, реално не мора да ги ставиме, ама ги ставам за да ни биде попрегледно кога ќе погледнеме, директно да знаеме дека, пример, ова е трет ден. Сега за овој пример изгледа дека е многу глупо тоа да се прави, но замислите дека имате 1000 вакви. Сега нема да се денови, ова ќе е нешто друго, ама ако имате 1000 вакви, тогаш нема шанси да ги памтите сите и затоа препорачувам ова да си стои со бројче, за веднаш да знаете кој реден број е ова. Ајде да го направиме тоа што го кажавме на почетокот. Ама пред тоа ќе дефинирам една променлива од овој тип. Значи, сега прво си го дефиниравме типот, сега ќе направиме променлива. Ќе кажеме петок. И сега тука ќе ги наредиме сите случаи за да ни испечати кој ден е кој. Ако ден во неделата ни е еднаков на понеделник, ден во неделата ќе го испечатиме. Сега, за да ги напишеме другите, треба да користиме else, ама повторно со if. Сега да видиме дали ова ќе ни функционира. Ни се пушти програмата и вика пети ден во неделата е петок. Сега вамо е добро да си имаме еден спейс. Пети ден во неделата е петок. Ова исто така ќе функционираше и доколку немавме елсови, значи си беше со if-ови само. Ама она што не чини на овој пристап е дека секој услов ќе се проверува. И тоа уствари ни ја прави програмата поспора. Во овој случај тоа е незначително, но доколку имате поголема програма, тоа може многу да влијае на тоа колку време ќе се извршува. И никој не сака да чека реално. И затоа се става else. Бидејќи ако влезе во било кој од овие тука, нема да се извршуваат останатите и тоа ни штеди.
Сега ако е недела нормално ќе ги помине сите и ќе провери дали е понеделник, вторник, среда, четврток, петок, дури да стигне во недела. Исто во ова што го направивме со if else, може да го направиме и со switch и ќе изгледа малце поубаво. Ово го сакам. И автоматски ми ги реди сите. И сега може да забележите дека во Switch има уште едно клучно зборче што досега го немаме поминано, ама ќе ви го објаснам во ова видео. Ајде да си го ископираме ова сега истото долу. Ајде сега да ви објаснам што прави Switch. Значи, исто како со if и else, ова е условот што се проверува. Значи, проверува дали ова е еднакво на ова. Case кажува дали е овој случајот. Сега, доколку е овој случајот, се извршуваат овие команди, доколку е овој, се извршуваат овие команди. Сега, ова break стои вамо, за да му каже дека ако овој дене, сега ќе ви покажам. Сега ако ја пуштиме програмата ќе ни испечати два пати истото, бидејќи имаме овој дел овде со ова и го имаме ова со switch. Ајде ќе ставиме еден breakpoint тука и да видиме како ќе изгледа тоа. Со F10 идам на следна линија. И еве сега, ден во неделата ни е петок, проверува дали е понеделник, не, дали е вторник, не, среда, не, четврток, не, дали е петок, да, и сега ќе влезе и ќе испечати ден во неделата, пети ден во неделата е петок. Добро. И сега истото тука ќе го направи, ама гледате директно тука се скокна. Што значи дека ова е подобро од овие вака и поефикасен. Сега ќе ни го испечати истото и кажува break, за да прекине со switchот. И тоа е усвари тоа што го прави break, ама ќе ви покажам пак. Еве двете што ги испечати. Сега, доколку немавме break тука, еве, ќе отргнам со коментар. Кога ќе дојде тука, со F5 директно отидов таму, ќе го испечати ова, ама ќе си продолжи да се извршува и од следните и тоа не сакаме да се случи. Во овој случај. И еве сега, пети ден во неделата, вика дека е сабота, што немам врска. Тоа е функцијата на break, значи штом ни заврши со овој кейс да ни прекине со switchот. А default кейс е ако ова не ни се поклопи со нито еден кейс што имаме дефинирано, тогаш влегува ваму во дефолт.